Добро вечер на сите. Божи благослов. 3 години искрено немам зборено, дури имав стварно потреба од тоа. Борче ми рече да бидам кратка, 15 минути, ама се надевам дека ќе направиме нешто. Таа слика од коцкички мора да биде малку разложена за да биде јасно. За подобра иднина на нашите деца, сепак ние одлучивме да заминеме. На 8.9. тој ден не може да го заборавам затоа што е празник. Ја заминав со авион требаше да одам за Швейцарија, затоа што пред тоа ние се молевме многу на Бога и Бог ми отвори пат преку еден комшија на Дејан, кој што живее долго време во Швейцарија. И он рече, не е проблем, може да помогнеме, затоа што твојата сопруга има европски пасош. И Дејан рече, добро, не е проблем, одиш едно прво ти. И на 8.9. се качив во авион од Скопје за Цирих, каде што требаше во Србија со друг да се прекачам. Но поради неискуство, прв пат патувам со авион, поради не моја грешка, ја го пропуштив авионот и преспав во Белград на аеродром, сепак тоа е искуство. Потоа платив друга карта, утре дента се качив со другиот авион за Цирих. Таму тој господин ме пречека, навистина прекрасен човек. Договора беше да најдеме стан, адреса, некако што нели процедурата, да се вработам. Се беше тоа добро. Он рече, не е проблем, имаме стан, имаме работа. И рече, ќе одиш во Цирик да работиш. Викам, добро. Од кога се работи? Од понеделник до сабота. Тап. Проблем. Викам, господин, јас не работам во сабота. Како не работиш ти во сабота? Викам, не работам. Зошто мене Дејан не ми кажал? Викам, не знам Дејан што ти кажал на тебе. Викам, ја се надам дека си бил известен. Не, вика, не бев известен. Викам, господин, дали ја можем да разговарам со тој работодавецот? Вика, не, кој си ти па да разговараш, вика, со него? Викам, добро. Вика, ти не знаеш германски. Добро, викам, ако не знам германски, знам англиски. Не, вика, не можеш ти со него вика да разговараш. Добро. И таму бев 2 недели. И он вика, што правиме сега? Силвија, да ти платиме, вика, карта за Цирик Скопје. Викам, не. Не одиме, викам, за Скопје, идеме за Германија. И вика, кога ќе Германија? Викам, имам сестра таму. А вика, ти зошто пред тоа не пробав? Викам, па, нели Швейцарија е поубава држава, каде што има поубави услови. Викам, а ти таму не можеш да се снајдеш, зошто? Вика, јас, вика, кога дојдов, јас спиев по нивите за да ги донесам семејството. Знаеш, јас работам во недела, после тоа вечерта ќе клекнам, ќе кажам, Господи, извини, јас морам жртва да направам. Така да вика, ти мора така да направиш. Викам, не. Јас викам, нема да направам така. Ама вика, ти многу голема грешка ќе направиш. Викам, не. Зошто голема грешка? Напротив. Ја не верувам, викам, тој мене горе што ме чуваше на облаците, што ме чуваше, викам, у Белград кога спиев, викам, на аеродром. Не верувам, викам, тој дека нема да се погрижи за мене. Вика, добро, не пази, вика, голема грешка ќе направиш. Викам, не. Напротив, ја мислам дека нема да направам голема грешка. И човекот ме однесе на железничка. Вика, добро, Силвија, ти посакувам се најдобро. Викам, ќе видиш, ќе се чуеме пак, ќе видиш дека се ќе биде кој што треба. И заминав од Швейцарија за Германија, кај што претовар правев у Минхен, и кога доаѓав таму кај што живее сестра ми, и сега се возев у воз, и ми дојде една мисла, и викам, Господе, колку би било добро ти мене да ми најдеш некоја куќа или стан у село, јас сакам у село да живеам. Таму е мирно, таму има, гледаш убави ниви има. Што викаш, Господи, ти мене да ми најдеш некоја куќа или стан у село? Погласно зборо. И ајде тоа помина, се сретнавме со сестра ми. И таму не знам колку време бев ке нејзе. Оти процедурата у било која држава мора прво да имаш адреса, па после наоѓаш работа и документи. Зет ми тогаш му помогна, најдовме еден хотел, иако на другите места беше тешко, бара многу пари.
човекот си плаќаш за месец си плаќаш и рече не е проблем, ќе ти дадам адреса. Кога имаш тие адреса, после и да документи и после полесно за вработување. Иако беше многу скапо, али викам ајде не е проблем. После тоа бевме со зет ми, баравме работа и со сестра ми. И Господ се погрижи, негов колега, тој е македонец, од сестра, брат, жена, он имала фирма и вика може вика ќе не изи да праша. Добро, не е проблем, ние бевме. Името нема шанси да го заборавам, она се викаше Касандра. И вика не е проблем, може вика, јас сум ту вика да помогнем. Она беше хрватица, нечениот маж македонец. Али вика не смеете да кажете на маж ми вика дека знаеш дека она е македонка. Затоа што вика многу пати помагал на македонците и било извисен. Едноставно за некој време вика ќе помогне, после вика си одат, му прават проблеми. Ја викам по добре, и онака су викам на папир, викам бугарка, викам не сум, викам така да викам јас сум се европски пасош, не е проблем. Вика добро, не е проблем, ќе ти помогнеме. Она ме вработи на 4 сата, иако ја работев по 8 до 10 сата. Тоа беше болница, психијатриска болница. И она многу ми помогна за тоа што јас зборев цел време на македонски, она на хрватски. Оти не знам германски, а на почетокот само што и да ми кажете, не е проблем, иако појма нема што се ми кажа. Али тоа е почетокот. Каде што после тоа имаше еден шеф од Полска и требаше, оштен тоа што чистев, обезбедував алишта, постелнени за цела болница, работев и таму. Имаше еден проблем, петок беше, и ми вика, ти Силви, утре ќе дојдеш втора смена. Викам, тоа е проблем. Не, викам, шеф, јас не можам да дојдем втора смена, затоа што, викам, јас со шефицата, ние имаме договор, викам, јас петокот да бидам само прва смена. Не, вика, тоа нема шанси. Викам, може, викам, слободно да разговарате, викам, со нејза, викам, јас со петокот не дојдам втора смена. И он после се враќа, добро, вика, ти утре си прва смена. Викам, добро, не е проблем. Таа недела помина. Доаѓа, и викам, шефе, нема да забравиш, наредниот четврток, јас ќе те спомнам петокот, мора да сум прва смена. Вика, добро, не е проблем. Доаѓа четвртокот, ти си утре, вика, петокот втора смена. Викам, добро. Викам, нели зборевме? Не, вика, тоа нема шанси да се смени. Тоа, вика, ти ќе бидеш втора смена. И ја идам дома и викам, Господе, имаме проблем. Мене, викам, саботата некој ми ја чепка. Мора, викам, ни Господе, нешто да направиш. Тргни ги, викам, сите што стојат на патот. Најдем му начин, викам, отстрани го од патот. Едноставно викам, што ми е чепка сабота, а знаеш, Господе, јас не смеам да се вратам сега. Сега само што сум нашла работа, ја ако добием отказ, викам, ја ќе мора да се вратам назад у Македонија. А знаеш какви се условите, викам, таму. Доаѓаме наредната недела, доаѓа шефицата Касандра и вика, Силвија, имам проблем. Викам, што е проблемот? Шефот вика дал отказ. Ја викам, право, викам, побрза одговор на молитва, супер. Вика, што ќе правиме? Ништо, викам, ќе се снајдеме, викам. Не е проблем, викам, тоа што го работеш, викам, јас ќе го работам, не е проблем, викам. Ама кратко е времето. Викам, не, ќе се снајдеме, не е проблем. После друг проблем, со една бугарка се запознавме, колешка моја. И она вика, македонката да ме пушти цел време на втора смена. Викам, проблем пак. Викам, Господе, имаме ние проблем. Саботата ми се рачка мене. Како што, викам, го решивме, шефот, викам, Господе, помогни, погрижи се. Мора, викам, направи нешто, викам, направи чудо. Пушти луѓе, викам, за втора смена. После доаѓа 2 дена и вика, ќе дојдат утре, вика, 5 луѓе бугари, вика, на втора смена. Викам, супер. И ја викам, не е проблем, викам, јас можам да работам од понеделник, викам, до четврток, втора смена, викам, а петокот, викам, не сме да ми се рачка. И шефицата вика, не е проблем, Силвија, вика, ти, кој знаеме твојот проблем, ти не си работиш сабота, вика, недела, не е проблем, викам, не, ќе работим у недела. Добро. А имав договор на 4 сата, у Германија има услов кај што може да се смени договорот после 6 месеци. Првите 6 месеци ти пробен период и тај момент може ти дадат отказ без никаков проблем. А ја бев на 4 сата
ние се договоривме после тие 6 месеци, она да ми даде договор на 8 сата. И беше по декември. И ја викам на незе, викам шефице, може ли да разговараме? Вика, не е проблем, каже. Дали може ние, викам, да тој договор што треба, викам, да ми го даеш за 6 месеци, да го дадеме порано. И она вика, зошто? Викам, сакам да јадем стан, слушнав, викам, дека има стан, а нели услов е мора да имаш, викам, пуно работно време, викам, за да можем, викам, да не ставаме, викам, што побрзо си ги донесам семејството. Вика, не е проблем, вика, ќе направиме нешто. Вика, треба да ми спомнеш. Викам, добро, не е проблем. После помина некое време, а пред тоа, имав една случка, имавме многу, сите вработени имат клучеви. А имав прилика 5 клучеви, од кои што отклучував некој врат таму. И оти бев целата обрзана, и бев ке незе, вика, Силве, треба да идеш таму да однесеш алишта. Ја, викам, кај ми е клучот? Нема клуч. И вика, ништо, вика, ајде да се јајме на групата, може, вика, некој го нашол. Звони она, вика, нема ништо. И вика, проблем. Вика, ако за 2 сата, вика, не се најде клучот, вика, знаеш што значи тоа? Викам, што? Тоа се те, вика, од прилика 5000 евра, вика, ќе треба да ги дадеш. Ја, викам, кај ја 5000 евра, викам, за клучеви? По тоа е Силве, вика, сите ти, вика, се скапи клучеви. Викам, леле, господи, викам, проблем. Ја влезо у вецата и викам, господи, имаме проблем. Направи, викам, чудо. Не е за 2 сата. За 10 минути. Тој што ги нашол клучевите. Лично тој да ги донесе. И после идам ке незе и вика, што направи? Викам, ништо, викам, ја. Нема ништо. И идам таму и колегата вика, ти си Силвија? Викам, да. Јас сум. Ево ги. Вика, шефицата ми рече, тебе ти ги дадам. Викам, колега, фала ти, викам. Сум се молела на Господ, викам, тој што ги нашол лично да ми ги донесе на мене. Да ги даде, викам, на неси или на мене. И она вика, но ти не разбираш англиски, германски, само ги на со главата. И отидов ке незе таква. И вика, што е? Она ме викаше среќа. Што е среќа, викам? Ги најдов. Вика, добро. А знаеш ли што? И она вика, што? Викам, се молев. И она вика, стварно ли? И викам, да. Викам, ме зезеш ти мене? Викам, не, наозбилно. Не се шалам, озбилно сум. Вика, браво. И тоа со клучевите помина. Фала на Бога. И договорот пак. И викам, после месец кога помина, викам на незе, шефице, што направивме за договорот? Вика, не е проблем, вика, ја сега ми имам нешто одмор, вика, може на 5, вика, да го подпишеме договорот. На 5 јануари. А требаше да се подпише во март. Ја викам, добро. Вика, за тоа не смееш да кажеш на никого. Викам, добро, ни на сестра, ни на никого, вика. Освен на машти, нормално. Ни на зети, затоа што, вика, зети, вика, е близок со тој е на незе од сестра, па не знам баш по родниски врски, нејзиниот маж, сестра, зет, така некако. Вика, не сме, вика, да знае маш ми. Викам, добро, не е проблем, вика, не за друго може да избрка. Викам, окей. И се ја на сестра ми кажав, она молчеше, не е проблем. Ови зет ми дозна, вика, зошто она молчи? Што е проблем? Зошто не би кажаш ти на мен? Јас се викам у себе, па зошто па ти кажам? Ако жената рекла, нема кажување, нема ти кажам, зошто? Вика, не, ја после слушам, не, вика, јас ке се јавам, вика, на Касандра, вика, ќе кажам да избркат. Јас се викам, кој се поти да кажеш да ми избркат мен? И викам, добро, ајде. И почесто идев во црква и кажував на браќите и сестрите, викам, ако некој нешто да знае за стан, ви молам да ми помогнете да најдеме стан за тоа, што, викам, ја не знам германски, англиски, викам, сум пробувала, многу повеќето не сака да зборуват на англиски. И они рекол, не е проблем, вика, ќе направиме. Ако дознаеме нешто, вика, ќе ти известиме. Викам, добро. А меѓувремено, зет ми прави проблем на како ѓаволот се потребува се своји луѓе.
Прави проблем на сестра ми, не вика ти не смеш да не стан да и бараш, зашто ти бараш, вика стан. Треба вика да помине година дена, она вика да собере вика многу пари, да најде плюс уште една вика работа, да собира вика пари и тогаш вика ќе најде вика стан и тоа вика да биде празен вика, повеќето случаи така прават вика, да биде празен вика и после година дена вика она да не се нема вика што ти на не стан да и бараш. И сестра ми вика проба преку еден нејзин колега и он видел дека она го дала бројот, вика што ти на не даваш број, нема потреба вика. И ми вика на мене, вика иди бара сама. Викам како бе сама? Па не знам никој таму вика. Па не знам германски како викам. Ја не знам како изгледа тоа, викам празни станови. Ти ги разпознаваш, викам ја не знам. На која врата викам ќе тропна, не да боже викам полица некој ќе ме викне. Како викам ја да кажам барам стан? Викам од кој што повеќето се стари луѓе, старите луѓе викам не зборат германски, англиски. Не вика како знаеш, вика ќе пробуваш. А викам добро. И Бог се погрижи преку една сестра од црква. Вика, има вика на едно место, вика, тоа е вика куќа, тој вика газдата е умре вика пред 2 години, дали би ти одговарало? Ја викам, добро, не е проблем, викам, има ли превоз? Да таму вика има превоз, не се плаши, вика има возови, ако нема возови, вика има автобузи. Ја викам, добро, не е проблем. Кога сакаш, вика, може да го видиме. Ја викам, супер. Вика, газдата е у Швейцарија, вика, моментално. Треба, вика, наредната недела, вика, да дојде. Може, вика, да се слушнете, вика, ако сакаш. Викам, супер, не е проблем. А меѓу време да го тој муабет правам у другата соба кај што бев ке сестрави. И овој го слушнал муабетот. И он, зет ми се наљутил како на така, ни ги знае луѓето како ќе оди таму. И она вика, не е проблем, ај Силвија да го видиме. Викам, супер. И идеме го гледаме станот. Внатре. Преубаво. И она вика, ако не го земеш, јас ќе го земам. Викам, како да не? Викам, јас ќе го земам, не ти го дам тебе. И отидовме таму, го разгледавме се тоа. Она знае англиски, преведуваше на комшијата на англиски. И ја вика, шо мислиш ти? Викам, па викам, може, викам да размислам, па ќе ти кажам. Викам, ја викам за да го земеме, не е проблем. Ама вика, се уште газаца не е тука, вика, ќе дојдеме наредната недела. Викам, добро, супер. И она вика, шо мислиш ти, Силвија? Викам, супер, викам, за мене. Викам, одма го земам, викам, ако го земам сега, викам, јас станот, викам, тоа значи дека побрзо ќе дадат моите, викам. И она вика, супер. И, ама горе комшијата, вика, ама чекај, застани, ти немаш често, вика, ти возови за местото кај што работиш. Како мислиш, немам често? Па немаш, вика, некој пат имаш трајкови. И ја викам, добро. А сестрата вика, добро да вика, а ти штрајови на колку време ги има? Па добро да вика, си има случајно пред 10 години. Ја викам, пред 10 години. Вика, немој брате, вика, такви муабети, вика на сестрата и треба, вика, станот. И после тоа една недела кога дојде газдава, и ни се слушнавме на телефон, вика, добро, вика, не е проблем, кога сакаш, вика, да дојдеш, може, вика, да подпишеме договор. И викам, добро, вика, јас ќе дојдам, вика, ми рече на 18, први, вика, може да го подпишеме договор, викам, супер, ми ја кажа цената, што мислиш, викам, супер, викам, готово, подпишуваме договор, викам, го имаме местото. А ни само на телефон направивме обед. И после кажат на сестра ми дека сум нашла место, све внатре, убаво, наместено. А пред да го најдам станот, пред да се сретнам со жената, а јас се молев, викам, Господе, направи такво чудо, да ми најдеш место кај што ќе има се внатре. Да не биде празен, да има се внатре. Едноставно јас само да ми ги дадат ключевите. Да биде такво чудо, дури најголемите неверниците ми кажат, тебе навистина Господ помогнал. И сестра ми вика, стварно ли има се? Викам, да, има се. Ама таму е многу далеку, ти не треба да идеш таму, ние ќе не може се помагаме. Викам, добро, јас одлучи, викам, одам. А утре дента идам на работа и зет ми се јавува на шефицата. Да ја каже дека јас сум нашла стан, дека е многу далеку, дека јас ќе каснам на работа и дека ако каснам еднаш два пати може да ми избрка дека они нашле ми мене стан у близина, иако не беше тоа точно.
И она жената го слуша и вика, и добро, што да правиме сега? И он вика, ништо, вика, ако може да ја разубедиш, вика да, знаеш, да не иде таму. И он вика, кај е она? Вика, појма нема од кај знам кај, ја до нејзе стојам. И после исклучи и вика на мене, на српски вика, jer вај твој зет е нормален. И викам, зошто? А кој он мене да звони, бре, вика, да прича, вика, ти си нашла стан или ниси, вика. Па вика, тоа е твоја право, ти можеш да живиш да хочеш. И вика, сречо, вика, идеме, ти вика, да једемо, вика, ти да мени тоа полако, вика. Каже шта све е било. Ја викам, добро, не е проблем. И вика, каже сега, вика, што е работата. Викам, најдоставно, викам, они ми прават проблем, викам, едноставно сака да бидам у нивна близина, викам, да си помагаме. Викам, не е проблем, викам, иако, викам, повеќето ја, викам, за да го чувам детето, не, викам, не е проблем со тоа. Тама, вика, зошто прави проблем? Зошто, вика, ако ти си нашла место, вика, зошто, вика, да не идеш? Тоа, вика, значи дека побрзо твоето семејство ќе дојде. Викам, да. Па вика, што е проблемот тука? Викам, не знам. И вика, знаеш што ќе направиш? Вика, мојата мајка, вика, која дојде прв пат у Германија, он одеше, вика, 3 километри пешки, за да фати, вика, воз, посидеше на работа, и вика, она ако не го правеше тоа, ја немаше да сум у Германија, немаше ни да завршам факултет, немаше ништо тоа, вика, да беше. Така да ти, идеш, вика, у недела, подпишеш договор и мене ми се јавуваш. Викам, добро. Идам у неделата, и се договориме со газда, тој доме таму, подпишаме договорот. И се јавувам прво на шефицата. Ја викам, сречо, подпиша договор. И она вика, јас сум вика презадоволна од тебе. Браво, вика, за тебе. Се јавувам на сестра ми. И сега вика, се задоволна. Сега вика, срцето ти на место, вика, најде стан, готово. И јас се викам у себе, глебе, викам, Господе, баш од тој напротив што ти е близок, место да си се радува, да рече готово, си успеал, ке ти дојде семејството, он уствари, кој што вика, Јани, ти завидуваат. И викам, добро, не е проблем, после тоа ојдоа на другото место кој што бев у хотелот, што требаше да се раздужиме. И после тоа дојде и Дејан у февруари. Ама битно молитвата, кога кажав на колегите дека каков стан сум нашла, и наши ми кажува, тебе навистина Господ помогнал. Не може, вика, тоа се случува, вика, у 100 години еднаш, ти да најдеш, вика, стан, кај што ќе има се внатре, секаш што ќе дојде наместено, и ти само што ќе ги земеш клучевите, вика. Имаш една турчинка, викаш, тебе, вика, сигурно тој горе многу ти сака, вика. Ја викам, ако мене ме прашуваш, викам, како што сум ја, викам, ваква, ама ти, викам, он преголем, викам, фала му. Не, вика, дете. Ти, вика, ова треба да си го цениш. Ова е 100%, вика, он помогнал. Не може, вика, ако треба ти лично да го бараш, што не знаеш јазик, ти, вика, не би го нашла. И вика, така да, вика, кога он нешто ќе ти спрема, вика, треба дошо да си го земеш, вика. И после Дејан кога дојде, на тоа место работев година и пол, и фала на Бога што излегов од таму, затоа што имавме премногу психичка тортура, посебно од таа германката. Имаше секој ден контроли, имаше носто притисоци, каде што имаше периоди каде што се ми кала, Господе, најди начин да излезам од тука. Знам дека ми треба оваа работа, ама и секој ден да имаш малтретирање, ти вика, зошто идеш таму, ти не смеш таму да влезеш, зошто си влегла таму, имаш забрана таму, имаш ваму. Искрено беше стварно многу напорно. После тоа кога излегов од таму, ми вика, тој што беше македонец од Ѓорѓе се викаше, вика, сестро, ти кој ќе излезеш тука да се прекрстиш и да кажеш, фала ти Господе, сум се спасил. После тоа, тој беше прославец човекот. После тоа кога бев под заводот, исто многу се молев, кај што сум сега моментално на оваа работа, пред тоа кога бевме на интервју, и она ми вика, не е проблем, викам, јас можам да работам од понеделник до петок, сабота не, освен ако имате после заоѓањето на сонцето, викам, не е проблем. И она вика, не,
Викам, неделите не е проблем, и она вика, не ќе биде проблем, вика, тоа, ти ќе не можеш, вика, тоа да работиш. Викам, добро. Јас се молам на Господ, викам, Господе, мене ми треба, викам, ова работа. Мене ми треба работа кај што ќе бидам близко, кај што ќе не можам ностоп да одам со возови по саат време. И упорно, па и пише порака, и она, вика, чекај, ќе чекаме. И после тоа ми враќа порака, не е проблем, вика, може да дојдеш да работиш. И си викам у себе, ете, гледаш, или рече пред тоа дека било проблем сабота, значи не е проблем. Кога Господ ги реди работите, нема проблем. Така да, фалам на Бога за се, сите молитви, има многу, ама ја ги одвив тие што беа највпечатливи. Така да, фалам ги на поканата. Амин. Јас се извинувам да кажам најбитниот дел. Газдава е адвентист. И комшиите горе се адвентисти. А газдава пред да го издаде станот, се молел, Господе, пушти човек кој што стварно има потреба од стан. Кога се сретнавме, викам, газда, јас ќе ти кажам нешто. Викам, ти си одговор на моите молитви. Ми вика, да, и ти на моите, вика. Јас се моле, вика, Господа, пушти човек кој ќе има потреба, вика, и поможеш, вика, да биде адвентист. Викам, ете, гледаш, како, викам, газда, Господ си ги реди работи. Ти адвентист, викам, ние со години. Викам, а стварно ли си? Викам, да. Тоа викам, имам, вика, стварно, вика, значи, се молевме со долго време, вика, со жена ми, за да Господ, вика, пушти, вика, човек. Да. Тоа беше најбитниот дел.